Добар ден. Време е за пладневните вести на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Денес е Лазарева сабота, а Цветници се слави утре. Овие два православни празника се последните пред Великден. Во текст се подготовките за најголемиот и најубавиот христијански празник Великден. Туристичките агенции со богати понуди се трудат да го привлечат вниманието на граѓаните. Започнато е пријавувањето на сите такси возачи во државата за полагање испит по англиски јазик за добивање сертификат. Лазарева сабота и Цветници се последните православни празници пред Великден. Денес децата пеат песни и благословуваат, а според верувањата душите на починатите се појавуваат на земјата и се меѓу нас се до Духовден. Во пресрет на Великден се одбележуваат два значајни празника. Првиот е Лазарова сабота, кој се одбележува денес, и утре Цветници. Лазарова сабота е еден од поголемите христијански празници од пролетниот циклус, кој е променлив празник и секогаш се паѓа еден ден пред Цветници, кој пак е точно една недела пред најголемиот празник Великден. На овој ден се споменува чудесното воскресение на 4-дневно упокоение од Лазар, извршено од Исус Христос. Овој настан бил на 6 дена пред предавството и убиството на Христос на Голгота. На Лазарева сабота обичај е да се носат гранчиња од врба, што символично представува свечено Христово влегување во Јерусалим, каде го пречекале следбениците. Во Македонија овој празник има големо значење и масовно се прославува низ целата земја. Од раните утрински часови, групи девојчиња одат низ населените места и пеат лазарски песни, кои обично се со оптимистична и духовита содржина и посакуваат здравје, успех и напредок. На овој ден се низ градот или низ селата се шетале групи од девојчиња облечени во народна носија, накитени со цвеќиња, со накит, значи ги посетувале куќите, од тоа се наречени лазарки. По старите генерација знае што се и како се, значи ги посетуваат куќите, пеат песни за здравје, за благодет на куќите. Ако има мало дете, значи мајката им дава на лазарките погача, кое што ја го подигаат детето, го подкреваат нагоре 2-3 пати и ја кршат погачата над главата на детето за здравје, за долг живот, значи за среќа. Верување кое се уште се задржало меѓу народот е дека на Лазарова сабота душите на починатите се симнуваат на земјата и престојуваат овде се до Духовден. Се верува дека на овој ден се отвораат портите, значи душите на умрените се пуштаат малку во светот на живите и на Духовден, значи 7 недели по Великден, повторно ги затвораат портите, значи ги собираат душите на умрените веќе на оној свет. Тоа е едно верување кое што и ден денеска е задржано кај народ. Цветници пак, кој се празнува во недела, е христијански празник во спомен на влегувањето на Исус Христос во Јерусалим. На иконите овој чин е насликан како Исус јава на магаре, а неговите ученици и народот му го постилаат патот со цвеќе и облека. Овој празник е подвижен празник, зависи од тоа во кој ден ќе падне Великден. Празниците Лазара, Цветници и Великден спаѓаат во среднообредниот пролетен календар како великденско-ѓорѓовденски празници. Православните христијани се подготвуваат за најголемиот и најубавиот христијански празник Великден. Туристичките агенции со богати понуди се трудат да го привлечат вниманието на граѓаните. Дел од нив овие празници ќе ги поминат надвор од државата. Во текст се подготовките за најголемиот христијански празник Великден. Туристичките агенции со доста богати понуди се трудат да го привлечат вниманието на граѓаните. Дел од штипјани великденските празници ќе ги поминат надвор од државата. Можеме да кажеме дека луѓето патуваат за великденските празници. Во споредба со минатата година, оваа година има поголем број на резервации. Претежно да речеме Банско е актуелно, бидејќи има убави понуди со великденски ручек, на all inclusive имаме понуди, на ноќевање со појадок, така да има различни, нешто поевтино и нешто поквалитетно. Крв имаме со превоз со автобус, потоа Љубљана со Опатија, таа е за Словенија убава програма, интересна нова, Истанбул и исто тука нешто поблиску, значи Сандански, Метеорите во Грција.
Православните христијани со неизмерна радост го очекуваат овој празник, бидејќи на овој значаен ден се присетуваат на Христовото жртвување за спас на човештвото. Токму затоа Великден е празник кога целото семејство се собира заедно. Ноќ со Андерсен беше одбележена по повод Меѓународниот ден на литературата за деца. Тема на обработка беше познатата бајка Грдото пајче. Народната установа библиотека Гоце Делчев по втор пат годинава го одбележува Меѓународниот ден на литературата за деца. Темата на одбележување беше насловена Ноќ со Андерсен. Овој пат обработката беше на Грдото пајче. Во групата се деца кои се во Основно училиште Славејко Арсов од Штип, кои денес учествуваат во огромен број на активности поврзани со Ханс Кристијан Андерсен, ќе бидат запознати со многу од неговите бајки, ќе имаат можност сами да креираат сценографија за една драматизација која понатаму самите ќе изведат, значи ќе бидат во улога на онаа драма Грдото пајче, која што ја избравме овој пат да се случува. Ваквата активност е договор помеѓу Домот на културата Ацо Шопов од Штип и Народната установа библиотека Гоце Делчев, каде почесни гости беа режисерот Никола Ристов и Весна Кулеска, драматург од Домот на културата, кои им помогнаа на децата како преку драматизација да ги обработат делата кои им оставиле најголем впечаток. И покрај тоа што сакавме на еден начин да им дадеме на децата една приказна од Ханс Кристијан Андерсен, решивме да ги воведеме во целиот процес на создавање на театарско дело. Тој процес да биде од создавање на сценографија, создавање на делови на костими, па учење на текст, па излегување на сцена. Сега малку времето ни е кратко, нели, за целото тоа, но мислам дека ќе имаат една исклучителна можност да го поминат целиот процес постепено, да сватат секој дел колкава тежина си има и да научат дека театарот е многу повеќе од само глумењето на сцена, туку дека има многу по-добри детали, интересни работи додека се создаваат во самиот процес на создавање на едно дело, во нашиот случај Грдото пајче. Секаде во светот се слави раѓањето на Ханс Кристијан Андерсен. Децата кои беа дел од програмата на одбележувањето на овој ден, преку низ за активности ја покажаа нивната креативност. Ние сме раснеле со нив и денеска решиме да изработиме, односно да ја направиме приказната на Грдото пајче и имаме задача да изработуваме гнездо со помош на гранки. Како традиција секаде во светот, по повод одбележувањето на овој ден, децата останаа до раните утрински часови, на кои што им беше приредена караоке забава, а секако и вечера, како традиција која се прави во сите земји. Финансиската подршка за реализација на овој проект Ноќ со Андерсен е од страна на Министерството за култура. Министерството за транспорт и врски информира дека е почнато пријавување на сите такси возачи во државата за полагање испит по англиски јазик, за добивање сертификат за негово познавање. Такси возачите веќе може да се пријавуваат за полагање испит по англиски јазик, кој ќе им овозможи соодветен сертификат за познавање основен степен. Министерството за транспорт и врски соопшти дека пријавувањето трае до 15 април, а испитот е бесплатен. Сертификатот ќе биде задолжителен од 1 јануари 2017 година, според предвидените измени на Законот за патен сообраќај. Истиот е еден од условите за добивање лиценца за вршење автотакси привоз. За валидно пријавување, потребно е да се пополни пријавата која кандидатите може да ја најдат на веб страницата на Министерството за транспорт и врски и заедно со приложен М1, М2 образец не постар од 60 дена, како и копија од лична карта. Целата документација да се испрати на мејл адресата ispiti@mtc.gov.mk. На конкурсот за полагање на испитот по англиски јазик може да се пријават само такси возачи вработени во лиценцирани автотакси компании. Денес се одбележуваат 65 години постоење на Алијансата НАТО. Вчера Евроатланскиот совет на Македонија во соработка со Министерството за одбрана организираше пресконференција. 4 април, денот на создавањето на НАТО. Оваа година се одбележуваат 65 години постоење на оваа алијанса,
која ја прокламира демократијата, безбедноста, слободата и мирот во светот. Евроатлантскиот совет на Македонија во соработка со Министерството за одбрана вчера ја организираше пресконференцијата Ден на НАТО 4 април, на која беше представен напредокот на Република Македонија во НАТО интегративниот процес. Председателот на Евроатлантскиот совет Исмет Рамадани посочи дека политичката криза во Македонија, посебно по прислушкувањето, ги обврзува членовите на Евроатлантскиот совет да апелираат до сите носители на политички функции сериозно да се однесуваат и да пристапат кон разрешување на кризата, додавајќи дека реформскиот процес во Македонија продолжува константно се до целосно евроатлантско интегрирање, како и дека никој нема право на граѓаните на Македонија да им ја загрози перспективата за членство во НАТО и Европската унија. Јогата е одличен начин за жената да остане активна во периодот на нејзината бременост. Јога друштво Штип остварува контакти со Министерството за здравство за започнување со специјализирани курсеви за бремени жени. Јогата е духовна дисциплина што го опфаќа човекот во целост, односно сите негови компоненти: соматска, ментална, биоенергетска, психичка и се разбира духовната компонента. Јогата е одличен начин за да жената остане активна во периодот на нејзината бременост. Со вежбањето јога се учи како правилно да се диши и како правилно да се држи телото за време на бременоста. Отпочнавме контакти со Министерството за здравство за отпочнување со специјализирани курсеви за бремени жени и тоа би било во текот на април месец. И сега за по-конкретни, да кажем, информации, секако дека ќе ви информираме и дека сите оние бремени жени кои се заинтересирани може да дојдат на тие часови. Техниките се лесни, едноставни, делотворни, како и прилагодени на овој чувствителен период од животот на жената. Со практикување на јога вежбите се зајакнува мускулатурата и се подобрува циркулацијата, што предизвикува намалување на отоците по телото, кои вообичаено се појавуваат во текот на бременоста, а вежбите поттикнуваат емотивен и физички баланс на телото на жената. Штипското електротехничко училиште Колен Ехтенин распиша конкурс за отварање на уште една фудбалска паралелка. Проектот е дел од експерименталната програма на владата. Учениците кои сакаат да бидат учесници треба да исполнуваат одредени услови. Од оваа година електротехничкото училиште ќе отвори можност за уште една фудбалска паралелка. Спортската академија како дел од експерименталната програма која ја воведе владата минатата година конкретно за фудбал, од оваа година распишан конкурс за уште една паралелка. За да се запишат кандидатите, потребно е да исполнуваат и одредени услови. За да се запишат учениците во оваа паралелка, потребно е да ги минат тестовите, односно обуката која ја спроведуваат соодветните федерации. Кај нас конкретно станува збор за фудбалска паралелка, значи одговорна за сета таа работа е Фудбалска федерација на Македонија. Од минатата година, бидејќи како експериментална програма се појави оваа паралелка, целиот ангажман околу функционирање на паралелката го презеде училиштето заедно со општината, додека според законот за спортска академија, бидејќи станува збор за спортска академија, а од 1.9.2015 година се ги зимаат соодветните федерации. Значи, кај нас е конкретно фудбал, во другите општини имаме ракомет, некаде имаме кошарки и така натаму. Вкупно се запишуваат 34 ученици. Станува збор за талентирани ученици. Ученици кои веќе спортуваат во некои од клубовите во Македонија и мислам дека овој селективниот дел не може секој да го помине, веќе тука се врши целата селекција за да може натаму да функционираат. Паралелката има соодветен број на часови каде ќе има воспитно-образовен дел и дел за тренинг. Тренингот ќе се одвива на спортскиот терен Бело Брдо, кој е изработен од Фудбалската федерација на Македонија во Штип. Откако ќе завршат со оваа обука, учениците имаат право да се запишат и на високо образование. Ова е се во пладневното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации за актуелностите на истокот гледайте во дневникот во 16:30. Пријатно саботно попладне со нашата програма.